Добро дојде Зана Левајковиќ, здраво Анче. Добре дојдов на вашата емисија. Ви благодарам што поради оваа ситуација бевме затворени. Сега ти малце не извади надвор, па не натери да се нашминкаме и да се дотераме колку што можеме, нели да изгледаме. Ти, Анче, си природно убава, да знаеш. Да, фала. Нешто си убава природно, ти си најубавата глумица од театар за деца и младинци, затоа не случајно ти дава само улоги на принцези, на девојчиња, на лепотици. Имаш изиграно стотици сигурно во историја во 30 години во театар за деца и младинци. Точно така. Доста представи имам изиграно, нели најдобра ни е Убавицата и ѕверот со 350 представи до сега одиграни. Ти беше ѕверот, така? Да, јас ձверот. Анче, колку беше тешко да се види само убавица долго време? Па Чекаш ли конечно некој да дојде да ја замени убавицата? Па знаеш како ќе ти дојде улога, ти си викаш добро, бе јас кога ќе заиграм некој карактерен лик. Затоа што нели насловните ликови, како што себе да кажеме Убавицата и ձверот, тие се треба да си на сцената елегантен, природен, да зрачиш со позитивна енергија. Иако и тоа не е лесно, нели да би можел секој тоа да го прави. Ама да, сум сакала секој пат, леле, ајде сега може би овој проект некој карактерен, појак лик, некој негативец. Некоја вештерка. Некоја вештерка. И постепено со текот на годините дојде и тоа. Да. Која беше првата негативна? Знам дека сега игра во Јован Чимарика, играм вештерката. И така ми дојде. Убаво ми дојде, да. Убаво се забавувавме, мислам дека целата екипа. Нешто ново за мене. Иако и претходно имало, сега треба да се навраќам на назад кој беа. Да, само што беа многу ретки тие претходно. Да. Ама па види, па од друга страна, знаеш, стално си била со убави фустани, со долги, направена на... Тоа е убавината, нели? Кога сите се спремале, например, 10 минути, ти едно пола сат, тука си доаѓаш, се спремаш за убавица да изгледаш? Доаѓаме, нели, секој пат сат време претходно, се спремаме, ама да ти кажам, треба да во оваа професија, ако тоа не го сакаш и не го чувствуваш и не го правиш со љубов, со жар, има и ти најубавата, има и најлошата улога, се паѓа во вода, така е. Анче, викаше еден сат претходно доаѓате на секоја представа или имаше некои представи кои што бара шминки и маски кои што можеби и повеќе од еден сат требаше да дојдете порано? Па точно така, зависи од представата. Ако е некоја, например, од овие куклините кои што не бара многу грим да ставиме шминки, тогаш доаѓаме сат време претходно. Потешките представи нормално доаѓаме и порано, па треба да наместиш реквизити на сцена, да се спремиш, да се сконцентрираш за ликот и тогаш со фул енергија настапуваш на сцена. Кога бевте мала екипа, да речем, на почетокот, знам беше Олгица Христовска, Оле, Тања Кочовска, ти, после Кети ви дојде Илиевска, Изабела Новотни беше меѓу првите, Драган Довлев, Игор, Предраг, Владко, така 90 души бевте од прилика. Сега се, па да речем, некако десеткувани тие, затоа што кој се замина во други театри, па нови се дојдени исто од 10 луѓе. Како се снаоѓаш? Ти си една од ретките која што беше и во првата генерација и во втората генерација. Како се снаоѓам? Па не знам, тоа така почна постепено, нели? Како едни си замина, почна да доаѓаат други, нормално е, треба ансамблот да расте, треба и ние како театар да растеме. Има мала отстапка што имаме голем јас меѓу генерациите, например, Олгица си замина, дојде Винета, и така почна дојде Марија после тоа, и сега новите генерации што доаѓаат, ја немаме таа средна генерација, ние најстарите, па најмалите, и средината ја нема, ама добро, се снаоѓаме нашето искуство, нивниот ентузијазам, нивната енергија и правиме некаков склоп и функционираме. 30 години воопшто не е мала бројка, да знаете дека 30 години сте глумеле во илјадници представи, можам да кажам, затоа што театар за деца и младинци буквално имавте представа секој четврток, петок, сабота и недела и плюс утрински представи имавте и единствен театар кој што
представите му се, да речам, од 100 нагоре со леснотија да се достигнат, затоа што 100 како број за одиграна представа, например во драмски, во МНТ е некоја супер хит представа, кајва 100 е онака лежерно одиграни 100 представи. Знаеш како почна муабети кога се кажа дека Убавицата и ѕверот е 350 представа одиграно, една од најиграните во Македонија. Се пуштија гласови дека па добро вие играте на мала публика, тоа не е ништо, представата трае нели 45 минути 50 саат време, за разлика од нас, ама тоа ви исто како кога трчаат некои на 100 метри, трчаат на маратон. Припремата е таа. Вие сте на 100 метри стално. Ние сме на 100 метри, да, и сега, па сме први. И први сте Се стално. уште штафетно немаме. Ама добро. Има ли некои представи вака кога ќе си го земиш целопуство и што си го изиграла да ти останат вака на прво да ти речем, ајде што прво ти асоцира од представи? Што ми асоцира прво? Ми асоцира, пошто прв пат тогаш фатив да работам со кукли, ми асоцира Светлосиното куче Петер и Малиот принц. Таа представа така ми дојде. Знам дека толку бев вознемирена што навечер станував, работев со рацете, најверојатно да пробам дали можам, дали ќе бидам добра, дали ќе ги исполнам задачите што ги дава режисерот. Ма така тие представи ми се... А кои ти се полесни, куклените или овие, физичките? Па, не знам, јас ги ставам... Сосема е различно. Кога работиш играна представа, поинаков е системот на работа, додека кога работиш куклен е сосема нешто поинако. Прво, каде го учиме текстот, па учиме и движење на кукла, па пренос текст кукла, па анимација на самата, оживување на самата кукла. Значи, ние автоматски треба на таа кукла да ја дадеме живот. Значи, треба да ја разбудиш. И тоа е сосема друг процес од нормалниот, нели? Да твориш на сцена. Аналогно на ова прашање, каде пукна првата пушка, во Прилеп или во Куманово? Во Прилеп. Чи физички ве представи се потешки? Од куклените. Со тоа сакаш. Да ги поврзим. Спојка сега ме збуни. Спојка една да направиме. Ај па час по историја, знаеш сега. Да, добро, така е. Нели е многу актуелна се историјата, дали ќе има или ќе нема. Па исто вака ќе. Требало да ја има, ќе ја има. Само може би Ако нема како историја, ќе има во склоп со театар за деца и младинци со представите дали е куклен. даваме тогаш представи по историја. По историја представи. Освен глумците воопшто, освен тоа што го работат во театар и што најмногу им лежи, најмногу го сакат, во последните, ајде да не речем 10 години, многу често се занимават и со синхронизација. На почеток синхронизацијата беше многу осудувана од останатите колеги, спрема тие колеги кои што прифатиле да синхронизират, и обично се кажуваше дека тој што е слаб глумец треба да синхронизира, добриот глумец треба да си остане во театар. Но на почеток така изгледаше, но сега да дојде дека скоро сите синхронизирате, скоро сите сте во овие некои емисии од типот на сказни, бајки, не знам, приказни, цртани филмови. Колку ви е интересен тој дел од работата, да речем, што не е поврзан со театарот, а повторно е поврзан со глумата? Знаеш како, јас, например, на почетокот снимив само 2 серии, тоа беа турски серии, и толку. Иако мислам дека, например, јас не сум поборник да се синхронизира, па од друга страна ги гледаш децата дека уживаат кога ја гледат, например, ова Биби и Боби, дека им е интересна, учат. И сега тоа е сосема нешто поинакво од синхронизација. Сакам јас да го слушам оригиналот, не сакам да слушам синхронизација каде што се повторува еден те исти глас, го слушам и во повеќе улоги. Не знам, сакам јас оригинал. А за тоа дали треба поискусните да снимаат, понеискусните, тоа нема правило и тоа е погрешно за мене. И не секој снима, и не секој синхронизира. Најверојатно и за таму, за да влезеш да синхронизираш, треба да имаш некакви
Предиспозиции, да Не речем. предиспозиции, треба да имаш пријатели за да те повикаат да синхронизираш. Тоа секаде во Македонија не може да функционира ако немаш пријатели. Значи не се работи дали си добар или лош глумец, се работи дали си добар пријател. Так. Обично е така. Обично е така. Обично е така. Дали е така и при поделбата на улогите, кога режисерот го ве познава лично? Вас па заради личното пријателство ја дава таа и таа поглавна улога. Може би на почеток, сега не знам како да го кажам тоа, ама на почетокот кога бевме мала екипа, па само толку ликови имаше, моравме сите да играме, значи не можеше да те заобиколи. А сега веќе кога сме поголем ансамбл, па не знам што да кажам. Најверојатно зависи што се бара во самиот проект. Дали ти како актер ги исполнуваш тие услови за да застанеш позади таа улога, и зависи се од режисерот и од целиот тим на театрот. Дали Добро, а дали се чувствуваш како максимум дека си дала од себе во овие години колку си на сцената? И дали мислиш дека си уморна малку? Дали полека режисерите треба да те остават или напротив сега имаш поголема желба и елан за работа? Мислам дека може би ќе се сложат повеќето со мене дека на актер не можеш да му кажеш ова ти е доста или не може актерот да каже јас готово, се уморев. Мислам дека таа творба што ја носи секој од нас што го завршил овој факултет најдобро се гледа на сцената. Мислам дека во другите улоги е само тргање на страна. И на крај само уште кажем и со коронава ви се редуцираа многу представите. Вие сте еден прво театар кој што од ретките, кој што воопшто има репертоар, да речам повеќето не имаат репертоар, не играт. Вие пак некако наоѓате сила барем еднаш неделно да имате некоја представа. Се и тоа е пак да кажам каква е таа представа, пак треба да бидат помалку актери од 3 до 5. И тука пак доаѓа еден вакуум простор каде што секој од актерите нема изиграно, да речем, можеби пола година или година. Знаеш како, ја мислам дека оваа ситуација сите не помести од место. Некој позитивно, некој негативно. Со толку работа што сме имале годините наназад и сме твореле на овие простори, одеднашка ставивме, нели, на почетокот ставивме клуч на вратата, немавме представи и секој од нас почна да се запрашува зошто, каде, кај сум, што сум, зошто е сето ова. И мислам дека ако не извлечеме поука од целава оваа ситуација и да се вратиме на исконското, да се вратиме на тоа што сме ние, што сакаме, каде одиме, да почнеме ствари да се сакаме самите себе, за да може да функционираме сите заедно. Тогаш ќе мрднеме барем мал чекор напред. А точно тоа, да, ние работиме, иако во вакви услови, со намалена публика, со скратени представи, зборам представи каде што може до 3-4 на сцена да функционираат, не е тоа. Првиот пат кога застанавме на сцена, кога видовме само 20-30 деца во публика, е многу тажно. Многу е тажно и за нас, и за нив исто. Ние играме со маски, играме со визири. Ништо тоа нема. Нема драж во тоа, нема она. Дека брзо ова ќе помине, дека ќе застанеме некако на нормала, иако нема да биде тоа што беше. Да бидеме позитивни, да одиме напред. Може нешто друго ќе излезе од сето ова. Да, мислиш ќе помине 2021? Како што помине 2020? Па, не знам. Ако е така... Едва е некаде 2022 работа. Да. Фала ти, Анче, што ни беше дел од магична сцена. Се надевам дека ќе завршат овие глупости што ни се случуваат не само нас и во цел свет. И да може да гледаме нормален театар, посебно вие со децата, тоа е уживање кога се гледа некоја представа детска, затоа што децата интерактивни, се сака да зборуваат, сака да се дел од представата, стално навиваат за некоја позитивна личност, обратно за некоја негативна не навиваат. Така се осеќаат они слободни. Сега се врзани, сите се онлайн дома работат, јас ги гледам и моите, не е тоа едноставна работа.
Воопшто не е едноставно. Јас сепак ти благодарам што најде храброст да не свикаш сите, да направиш интервју со нас, да заблескаме некаде таму на екраните. Насмеани, убави, нашминкани, оваа да. ситуација, ете. Еве, убави сме ние од постарата генерација, сега ќе ја снимаме девојката од средната генерација Винета. Не знам што прашање од историја да ја поставиме. А исто прашање да видиме, таа е прилепчанка, па сигурно од пушка ќе одговори. Да, и ти прилепска, да, тоа лесно ти беше прашањето. Ајде за Винета некој потешко ќе смислам. Фала ти, Анче, многу. Добре дојде во Магична сцена и за Винета Дамчевска, мојата прилепчанка, која што е преселена во Скопје, а и е еден од активните членови во Театар за деца и младенци веќе долго време, некако ќе кажам средната генерација од театарот. Кога ја замени, да речем, Олгица Христовска, мислам дека беше, па на нејзино место дојде ти. Добре дојде Винета во Магична сцена. Добре ве најдов. Имам едно прашање од историја, кога почна Првата светска војна и зошто почна? Нема да одговорам, зашто не знам јас сега колку со историја смеам да одговорам, така да ќе се дали ќе има, да. Да не направам некоја грешка, да. А кај почна првата пушка, кај пукна првата пушка во Прилеп и Куманово? И Прилеп. Да. Само да не престанат од пукање. Така, точно. Винета, како си? Добре, ви благодарам на прашање. Ретко кој не прашува како сме, ама добри сме, се држиме и се чуваме и фала ти на прашањето, добри сме, вистина. Што правеше 2020 година по дома? Дома, како и секој друг, да. Дома, некако јас така сум послушна. И тоа што ни го кажуваат мора да слушаме. Само да за добро на сите и така, дома. Да. Малите? Керкичка имам мала една, да. Таа е поактивно дете, значи различна е многу од мене и мислам дека многу и влијаеше оваа затвореност. 9 годинки сега во април ке наполни и таа е поактивно дете и активните луѓе мислам дека многу го почувствуваа неубаво, тоа и влијаеше негативно, да. Точно. Кажи ми, таа е онлайн одржува часове? Таа е трето одделение и можеше да бира дали физичко присуство или онлайн. Јас ја пуштив со физичко присуство, зашто онлайн гледам дека не ни сака воопшто. И други часови што ги има, еве, например, за нижо музичко, дава некој отпор, не е тоа, гледам дека не е среќна. Да. Кажи ми, ти што правеше? Таа знам што правеше. Ти што правеше во 2020 година? Да, ние ништо, значи бевме во театаров и по тие кога се случија тие препораки, ние игравме до последно. Можам да кажам дека бевме и последни што што затворивме. Да, после тоа нели се случија тие карантини и така. Во меѓувреме со дел од мои колеги тука од театар и други колеги направивме еден многу убав проект на тема булинг, кој што одеше онлайн, беше за средношколци, во кој што беа ангажирани психолози, а после тоа имаше разговор со самите деца. Го памтам како преубаво искуство, кое што, ете така, некако ме емотивно ме дрмна, зашто после тоа се јавуваа средношколци и беше како некој вид на исповед, ги кажуваа своите проблеми, што му се случува. Тоа ми е нешто убаво, така што се случи од страната на, да речем, уметнички аспект. Друго, тоа, почнавме и со представи тука исто. Работиме и тука, си играме помал број актери, ја играме Тоби, таму сме помал број на актери, играм во неа представа, другите сме така, некако се играат баш 2 до 3 или максимум 4 представи кои што се вртат цело време заради одредениот број на актери, да се помала група. Се слушате со колегите често? Да, се слушаме, да, сега и нели имаме некако технологијата е напредната, се гледаме, комуницираме и така, ама не е тоа. Да. Со останативе актери можевте да се слушнете годинава, имавте слободно време од класата, од што си бевте заедно? Точно, да. Баш пред некое време се слушнав со Јуле, си пишавме уствари од Струмички театар. Не гледаше, се снимавме? Не, немам гледано, не. Снимавме се. Да. Поздрав да видим. Поздрав, Јуле, да. И така. Винета, ајде да се вратиме за како беше во тоа време да влезеш во театар за деца и младенци. Тоа беше како ти кажам, како карта за на Марс да имаш. Да,
Јас сега после толку долго време сваќам каков ризик сум направила. И колку сум направила нешто непромислено. Како поминува времето, може би сгрешив, може би не, но пак ќе оставам уште дополнителното време да кажи, зашто знаете како, кога одите со некој план и знаете како и што очекувате, тогаш ќе добиете нешто. А јас напротив, јас тргнав само со љубов. Немав план, не знаев како што. Јас го немав, ете на факултет, например, нашиот професор не научи не ни го кажа кодот за успех. Јас не го знаев. Јас бев заштитена во Прилепски театар и имав поминато некој пат кој што кога дојдов овде требаше одново да го поминувам. Таму имав колеги кои што ме знаеа, ме познаваа, знаеа колку вредам или колку не вредам. А овде требаше се одново и беше тоа долг период. Но Како дојде ти воопшто да дојдеш овде? Како се совпадна тие коцки? да, значи јас уште на факултет многу сакав барем да заиграм во овој театар. И кога во една прилика ја скажав дека сакам да работам во тој театар, на многу колеги уште некако го обезвреднуваат овој театар, а не смеат така. Му беше чудно, сега ти студираш тука, ние работиме, не знам, Чехов, Шекспир, ти сакаш да работиш во театар за деца. Јас едноставно сакав, не знам зошто, сакав. Значи луѓето што ми се драги и блиски знаат колку сакав. И кога Олгица Христовска го напуштила работното место, тоа требаше да се обнови или ќе згаснеше. Но од професори кои што слушаа дека јас сакам, дале предлог дека има едно девојче кој што вистина сака, зашто и претходниот директор Љубомир Чедиковски сакаше само тоа. Значи ти овде или сакаш или не сакаш, трето нема. И така дојдов во овој театар. А во меѓувреме во Прилепски театар спремавме представа Мими Таневска, професорот Кирил Ристовски, многу убава екипа. Четвртата сестра представата, имав многу убава улога, но не смев да компензирам, морав се да откажам. Ете така требало да биде, не знам што да кажам. Така. А ја гледаше барем представата? Да, ја гледав, да, супер беше, супер. Не, тие ми се многу драги луѓе, значи јас, но ете така. Кажи ми, во Прилеп си одиш многу често да ги гледаш колегите како глумат. Немаат можеби многу представи, но можам да кажам дека имаат топ представи. Точно, да. Јас кога заминав од театарот, значи театарот мислам дека беше пред згаснување. И во разговор со мојот професор ви кажа, мислам дека само фестивалов го држи уште театарот. Во многу лоша ситуација беше. Но ете јас како заминав, дојде еден бран на млади луѓе кои што само љубовта, пошто знам како сме тргнали, значи сме бегале од гимназија, ма не интересирало ни успех, ни изостаноци, ни ништо, само да отидеме во тој театар, било што да заиграм. И тоа, не знам, ми летна мислата. Со Мартин Кочовски како режисер доаѓање. Да. И така Тапани во ноќта имаше. Не, значи театарот, да, и тоа сакам да кажам дека после моето заминување некако не знам, театарот дојде млада група на актери кои што и направија некоја енергија, нешто ново, го оживеа театарот и тоа е неспорно. И сега навиваме за нив нека. Како не, да, во секој случај, ма сите сме на едно исто, мора да се поддржуваме за било што. Имаше некои представи кои ти беа тешки на почетокот, да не знаеше да се снајдиш убаво, да бараше помош од колегите, пошто беа тие кога дојде тие беа лавови, ти беше овчичка. Точно, да. Ми беше многу тешко, значи морам да признам, многу тешко. Сега, да треба да го поминам тој пат, не знам дали би го поминала, но тешки ми беа тие замени. А знаете, кога колегите се учени на една енергија и кога ти треба да влезеш во таа енергија и тие го бараат тоа. И да, тука Начелно дека Олгица Христовска беше врвна актерка. Да, како не? Беше досовршен со улогите. Точно, значи неспорно е и тоа. И тука мислам дека се чувствував безпомошна, ме тиштеше подсвесно во мене, но понатаму со моите улоги ја покажав па мојата друга страна, мојата друга енергија. Која ти беше твоја прва улога?
твоја лична? Моја прва улога тука баш челик со Коле Ангеловски, да. Беше во Прилепски театар, прва професионална како студентка ми беше со Коле Ангеловски, да, со Коле кој што е прекрасен. Ретки стари луѓе, така и професор. Коле е еден од ретките кои што уште од млади ги зема под закрила, посебно младите, и се грижи за нив. И те следел и сигурно верувам дека со преголема љубов работел, баш затоа што те знаел и која си и што знае во каква средина влегуваш. Точно, да. Нема ретки се тие такви, не знам како да кажам дали е тоа стара школа, но има, сепак и јас имам надеж и за младе. Например, режисерот сега кога ја спремавме Тоби, Драгослав Тодоровиќ, тие некако, не знам, знаат да се фатат за актерот како индивидуа и да работат и од него да го извадат тоа најдоброто што е. Некако се несебично работат со актерите и тоа е многу битно. А на актер му треба да е некој несебичен, да е кристален, кога ќе го видиш дека е кристален, дека нема некои си, не знам какви намери, дека сака да извади нешто, се чувствуваш полабаво, така. Винета, кажи ми, како ја спремаш представата ти? Чекаш само режисерот што ќе ти каже или нешто свое дома си го припремаш? Така, различно е, значи се е индивидуално, различно е од самиот режисер. Значи, не се случува да излезеш на сцена, да го научиш текстот и да почнеш да кажуваш текст. Има режисери кои што сакаат, ти кажуваат ова вака и така. Не можеш, се е различно. Значи, има период кога гледаш дека нема некаков ефект, па ќе мораш дома нешто да бараш, да размислуваш. Да, различно, значи различно. За секое спремање е различно. Која ти беше најмногу одиграна представа до сега? Не знам вака по број, но изиграни се. Не знам дека во Црвенка па ја играме често. Еве, Тоби ја играме доста често. Башчелик ги игравме с тие старите представи сите. Старите, посебно старите. Исто имавме пауза кога да, кога нели бев на породилно, па ја вративме, се играат, да. На едно дете остана? Да. Заради професијата или? Па, не знам, некако, тоа можеби самото дете си го одредува. Таа е толку многу активна и дете кое што бара многу внимание. А кога јас се до самиот човек, како се чувствуваш? Ако мислиш дека си способен да издржиш две такви, или едно или три, ќе одиш таму. А сега викам да, нека толку можам да издржам. Нека е живо и здраво едно, ма вреди за три. Реално да, вистина. Значи од бебе до, можеби ќе се смени, но е напорно дете. Ќе биде глумица? Не знам. Значи да, многу сака уметност, сега е насочена кон музиката. И се гледаше представите твои доаѓа во театар? Како не, значи таа е од првиот ден, значи јас кога имаше 4 месеци, сакав да ја донесам во театар, да ја видат. И таа која што не спиеше, значи таа не знаеше за сон, на секој 20 минути се будеше, кога дојде во овој театар, во тие гримиорни што се сега, беа соби. Гости кога доаѓаат да спијат и таа ја оставивме таму. Значи таа 2 сати спиеше. Јас не можев да се заминам дома и седевме, тоа беше чудно. И така остана, отспива во овој театар. Секој ден кога ги кажувам дека одам на театар, во театар, на работа, таа сакам да доаѓам, сакам. Значи, отспива тука буквално. Да. Тука си го наоѓа мирот, секаш да кажеш. Да, чудно е тоа, не знам, да. Фала ти, Винета, што ми беше дел од магична сцена. Се надевам дека убаво направивме вака што се подруживме малку, затоа што навистина да се слушаш само телефонски и тоа многу ретко и тоа па не го бива. Убаво е вака да се види, човек ќе заборави да комуницира, ќе да зборови социјалниот живот дека постоел претходно. И заради тоа и вам ви благодарам на сите глумци што прифативте и што едва чекавте да направиме некој си разговор. Повод беше лани, всушност 30 години од театар за деца и младенци, па малку и ретроспектива направивме на се она што се случувало овие 30 на години во овој театар. Ти благодарам многу, ти посакувам убав живот да имаш, насмејана, ведра, весела како што си стално и така да се гледаме што е можно почест. Исто. Јас со истите желби, исто бидете здрави, живи, веќе сме досадни со тие зборови, ама само тоа сега некако не остана. Но ќе помине ова, јас знам дека ќе помине сигурно и така. Ете, некако да го сватиме како некако, не знам, рестартирање за нешто ново, кое што ќе ни каже времето како ќе биде, дали на подобро и на полошо, но јас мислам дека ќе биде се подобро. Не може би како што беше, но подобро. Уште подобро од како што беше. Подобро, точно. Ајде ќе видиме и тоа. Да.